Добар ден, почитувани гледачи. Ваш термин, емисија од областа на здравството. Знаете, секој понеделник 17:10 сум тука јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и денешниот мој гостин со кого што ќе разговараме за една интересна тема, оние што не следеа минатата емисија. Јас најавив дека ќе говориме за проблемите на лицата со дијабетес во Македонија кај нас, поточно во последно време, а и годините наназад има многу проблеми со инсулинската терапија. Се надевам дека и со оние други пропратни работи кои што им се потребни во секојдневието за да го регулираат шеќерот во крвта. Меѓутоа, за таа цел денеска со мене веќе во студиото е Бојан Киров, кој што е претседател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари на Македонија. Инаку, вака само колку за информација на почеток. Значи, во Македонија 180.000 лица се со дијабетес. Од нив 40.000 се на инсулин, а 140.000 на таблети. Од 40.000 на лицата со дијабетис кои што се на инсулин, 4.500 се деца. Ова е навистина една бројка која што верувам горе-доле варира, бидејќи се уште нема отворени податоци кои што треба нели ние новинарите како такви да ги добиваме. Мене Бојан ми ги кажа овие податоци, меѓутоа секако дека тој не е сигурен дека ова е точно. Значи, ќе говориме за проблемите, ќе кажеме збор-два за новата средба која што претседателот Бојан ја имаше со новиот министер за здравство. Ќе ни каже што договориле на средбата, а секако, бидејќи знаете дека сме отворена контактна емисија, сите оние кои што не следат, а имаат проблеми со дијабетесот, можат и да се јават во програма, да споделат некое нивно искуство или пак да кажат некој проблем со кој што се соочуваат. Бојан, да ти посакам добар ден и добре дојде, за прв пат си гостин во ваш термин и во ТВ Сонце. Добар ден, благодарам за поканата и добре ве најдов. Така. Јас еве најавив многу работи некако на почеток, меѓутоа би сакала првин да го започнеме разговорот со оние актуелни проблеми со инсулинот кои што навистина веќе години наназад ги имате вие, нели, во кои што се оние од Сојузот, од Сдруженијата, лицата кои што се соочуваат со ова нарушување на крвта. Па кажете ми како стојат сега состојбите, бидејќи сега во скоро време немаше инсулин. Што се случи? Па на почетокот на овој месец, вие убаво во најавата кажавте, значи изминативе неколку години се случуваше еден за нас луѓето што имаме дијабетес малку феномен, чуден феномен, да нема терапија. Тоа не се случуваше нели секој месец во иста инсулинска аптека, меѓутоа како процес се одвиваше во нашава држава. Баравме начин, баравме можност да го решиме тоа со претходниот министер, некако не ни иде работите како што треба и како и да е, на почетокот на овој месец имаше инсулинска криза, која што подразбира нели немање на одредени инсулини, не баш на сите инсулини, меѓутоа одредени типови, оние кои што се најфреквентни, оние кои што уствари најмногу се употребуваат, најголемиот дел од луѓето кои што ги употребуваат, најчесто знаеше да ги снемува. Се тоа снемување подразбираше за доцнето дистрибуирање на инсулинот до инсулинската аптека и тие инсулински кризи варираат. Те ќе има во одредени градови има, во одредени нема. Последниот месец обратно, ваму кај што имало сега таму ќе снемаше, ваму кај што немало ќе се дистрибуираше малку повеќе. И на почетокот на овој месец јас како претседател на Сојузот кој што ги обединува сите здруженија од цела Македонија, инаку да кажам дека во секој град има барем по едно, исконтактирав со претседателите на неколку здруженија, оние што ми се во извршниот одбор, и повеќето од нив ми кажаа дека барем до 6.6, кога имавме прием кај новиот министер, немаше, баш дента знам дека дистрибуцијата е извршена, така да од 6 навака веќе се покриени сите инсулини. Тоа беше на денот на средбата со министерот? Тоа беше, да, баш на денот кога требаше да имаме средба. Меѓутоа јас колку што можев да се информирам, нели, заради овој наш разговор, не е тоа од сега, тоа трае со години наназад и впрочем инсулинот кој што вие го примате, лицата со дијабетес, ви е потребен секојдневно. Што доколку не можат да го примат ден, два, три, што може да се случи? Може ли нешто да биде навистина фатално по нивното здравје? Знаете како, инсулинот спаѓа во хронична терапија. Ние, луѓето кои што примаме инсулин,
во најмала рака оние повозрастните кои што се, да кажеме, тип 2 дијабетес, имаат тип 2 дијабетес, примаат еднаш, евентуално 2 пати дневно инсулин. Меѓутоа тоа еднаш подразбира секој ден поеднаш. Тоа е најминималната доза која што луѓето ја примаат. Што ќе се случи ако 2-3 дена не се прими инсулин? Оние кои што се на интензивна терапија како мене примаме по неколку пати во денот, 3, 4, 5 пати во текот на денот инсулин. Па што ќе се случи? Значи секој хормон, инсулинот е хормон, кога во вашето тело го нема ден, 2, 3, предизвикува одредени турбуленции во организмот. Тоа медицински јас не би можел да го објаснам затоа што не сум доктор, меѓутоа нели кога веќе сте почнале да примате инсулин, не смее да се случи да престанете да го примате. Така да и тоа што се случуваше наназад извесен период од 2-3 години, навистина не знам кое е објаснувањето и на тогашните власти, и на тогашните институции, на Министерството. Ама ајде, ние во последниве неколку денови, откако нели дојде новиот министер, велиме тоа што беше, помина и сега се надеваме на многу подобри денови. Така. И да бидам искрен, тоа и него вака на прва средба делуваше ветувачки од страна на министерот, така да навистина јас се надевам дека овој тип на инсулински кризи кои што изминатиот период се случуваше, дека еве од 6 па навака веќе ќе биде само една историја на која што така ќе се сеќаваме, а нема да се повторува. Така се надевам јас, не само за вас, него и за сите проблеми кои што не следат во здравството изминативе години. Јас на почетокот кажав за оние бројки, нели 180 лица со дијабетис, 40.000 на инсулин, 140 на таблети, од тие 40 на инсулин 4500 деца. Варираат горе-доле бројкиве. Зошто нема податоци кои што треба да бидат од јавен карактер во однос на бројките? Ова се бројки кои што ние како здруженија нели ги претпоставуваме, тоа се од некои последни јавно објавени информации. Точната бројка ја има Министерството за здравство. Јас како председател на Сојузот сметав дека таа треба да биде транспарентна. Меѓутоа дали ја има негде јавно за да можеме да... Се уште не, се надевам дека новиот министер во едно од нашите барања беше да се направи тој официјален регистар на лица со дијабетес и мислам дека тоа не беше и првата точка во барањето, што го доставивме до него и професорот Арбен Таравари ни вети дека најбрзо колку што може темата која што пред малку ја зборувавме, нели недостатокот на инсулин, на времената дистрибуција и овој регистаров ќе бидат првите две точки за кои што лично тој ќе се заложи да ги решиме како најхитни. Зошто? Затоа што нели јас како председател на Сојузот би требало да знам колкава бројка на луѓе застапувам, бидејќи и јас сум дел од тие 180.000, односно јас сум дел од оние 40.000 што се на инсулинска терапија, ама во секој случај јас не ги делам луѓето на тип 1 или тип 2 на деца или на возрастни. Сите ние имаме потреба од инсулин. Така да тој регистар е неопходен да се формира за да знаеме ние точно во секој град. Инаку, кога сме кај бројкава, да кажам дека инциденцата на годишно ниво е 10%. Значи, секоја година бројот на луѓе кои што се дијагностицирани со дијабетес расте за 10%. Ова 10,4% е на државно ниво. И сега во одредени градови повисоко, пониско овој процент. Сакате да кажете дека во глобала дијабетисот расте? Расте. За жал. И тоа со доста забрзано темпо, со голем процент на... Ајде ќе поразговараме малку потоцно за дијабетесот како заболување. Што друго освен за инсулинот разговаравте со новиот министер за здравство? Со господинот Арбен Таравари, со новиот министер, поднесовме листа од 6-7 барања, која што листа човекот ни ја прими, ја разгледа, како што веќе реков, информирањето, правењето на регистарот, тоа ќе биде првата точка за која што ќе се заложи, на време на дистрибуција на инсулините. Ние имавме барања од типот да се воведат иновативни терапии, нешто што е исто така многу значајно за добро одржување на дијабетесот, бидејќи дијабетесот во суштина не е болест, тоа не е ни заболување, тоа е состојба на организмот, од која што состојба подоцна произлегуваат други заболувања. Доколку нели не се добро регулира и одржува, произлегуваат нови здравствени проблеми. И компликации. И токму од
заради тоа ние побаравме од министерот овие иновативни терапии. Значи тука не станува збор само за нови инсулини, туку и за нови таблети, па потоа има разни комбинации кои што луѓето од фармацевска индустрија многу подобро ги знаат, нели, биохемискиот состав на лекарствата и така натаму. И тоа веќе се имплементира во соседниве држави, на европско и на светско ниво, веќе од поодамна, нели, се тие нови терапии достапни за пациентите. Ние во Македонија малку заостануваме во тој поглед со нови терапии, а новите терапии што значат? Значат подобра регулација. Тука кога ги бараме новите терапии, пред се тие се однесуваат на најмладата популација, на децата. Затоа што има доста голем број на дечиња, околу 4.500, како се кажавте и вие, нели? И таа бројка од прилика, сега може би малку поголема, малку помала, меѓутоа тука некаде е. Сепак тоа е бројка која не е за занемарување и овие деца би требало да им овозможиме подобра иднина, подобро регулиран диабетес, а тоа се постигне темпото на живот, начинот на живот, општествените промени што се случуваат, сето тоа нели наложува да се менуваат и навиките во животот, а со самото тоа и новите терапии вајда ги пратат сите овие случувања во животот, така да мислам дека би било убаво да што е можно побрзо и ние ги имаме во нашава држава како можно достапни овие нови терапии. Така, кога имавме средба нели пред да се договориме за ова гостување ваше во ваш термин, ми кажавте дека исто така многу е важен и квалитетот на инсулинот. Како беше години наназад, квалитетот варираше ли и од што зависи, значи што е толку битно за квалитетот на инсулинот во однос на регулацијата на шеќерот, бидејќи нели инсулинот е тој што го регулира шеќерот, затоа го примате. Што е важно? Зошто е толку важно да е квалитетен инсулинот? Јас не можам да кажам дека нашиот инсулин не е квалитетен, бидејќи во нашава држава се влезени трите најпознати, инсулините што ги произведуваат трите најголеми, најпознати и најквалитетни фармацевски компании. Сега ние како пациенти не можеме да знаеме, нели се водиме од она што го читаме на самото инсулинско пенкало, декларацијата и така натаму. Имаше сомнежи дека инсулините кои што ги добивавме изминатиот период наназад беа со сомнителен квалитет од проста причина што не беа запазени баш сите регулативи од тоа како се дистрибуираат, како доаѓаат кај нас во државава, како се чуваат и така натаму. Значи тоа се сепак инсулини кои што се произведени од врвни фармацевски компании, меѓутоа самите фармацевски индустрии си наложуваат и своји пропозиции како понатаму со инсулините. И тука од наша страна ние како пациенти не можеме да го знаеме тоа. Меѓутоа јас да речеме со моите 40 години искуство како диабетичар можам да проценам дали инсулинот ми делува или не ми делува. Така. Не само јас, има многу како мене со подолг стаж во години, така да во дадени моменти едноставно инсулинот не делуваше. И од тука сега се јавува оној сомнеш кај нас како пациенти дека нешто не е во ред. Дека нешто не е во ред, да. Значи, ако не е инсулинот донесен во одредени услови, тој нема да биде функционален. Да, постои тој така наречен ладен ланец на транспорт на инсулинот, значи од фабриката во која што се произведува па до местото до каде што треба да биде складиран, каде што се чуваат нели тие залихи, се мора да бидат испочитувани сите оние пропозиции и правила, значи температурата не смее да варира. Има праг од колку до колку степени, сето тоа треба да биде запазено. Ние тука не можевме баш да добиеме, барем во изминатиот период, се надевам дека сега во иднина и самиот министер ќе направи заложби да сето тоа го провери и дека во иднина нема веќе да се замараме со овој проблем кој што ни беше актуелен. Во однос на другите работи кои што вам ви се потребни во секојдневието, нели, за да го одржувате нивото, во однос на парачињата, иглите, дали се во ред или тука имате некои сознанија и забелешки? Иглите, инсулинските игли како инсулински игли се тие кои што се, такви какви што се. Проблемот со инсулинските игли кај нас беше што имавме, што ни беа достапни само еден вид, еден тип на инсулински игли. Тие се разликата во иглите во
должината и во дебелината на самата игличка, бидејќи инсулинот се вбризгува подкожно во раката, во ногата, во абдоминалниот дел во стомакот. И сега ние сите пациенти, од најмалите до највозрастните, без оглед кој колкава килажа има телесна конституција, сите добивавме еден вид на игличка, 6 мм. Предпоставам дека за децата треба малку Да, поинакви. за дечињата постојат игли со други димензии, помалецки, потенки. За повозрастни треба малку подебела да се пробие она подкожно ткиво, сало и така натаму. За жал ние бевме ограничени само на еден тип на игличка. Што се однесува до апаратчињата, тие се исто така составен дел од животот на секој еден човек што има дијабетес, бидејќи ја тоа кога го објаснувам пластично на луѓе нели кои што немаат допирна точка или не знаат што е дијабетес, велам после будењето наутро, по правењето на оној утрински ритуал, утринска тоалета, миење лице и заби, следниот, третиот чекор што го правиме ние, го земаме апаратчето, си го мериме шеќерот. И тоа ни е стартна основа како ни почнал денот. Дали сме добро регулирани, са Значи, навистина треба голема дисциплина. Треба дисциплина, треба убаво, прецизно, точно апаратче. Так. Ајде, јас сега тука предлагам да имаме ние еден прилог во однос на дијабетесот. Би сакала од режија да ни го пуштат, да го погледнеме ние и нашите гледачи, а потоа повторно ќе се вратиме во студиото, малку ќе поразговараме за твоето искуство во однос на оваа состојба и ќе информираме нешто повеќе за дијабетесот, значи малку ќе каже Бојан кои се оние симптоми и така натаму. Да го слушнеме и видиме прилог. Дијабетес мелитус е научно име за најчестата болест дијабетес или шеќер во крвта. Во Македонија околу 120.000 лица се заболени од дијабетес, а 35.000 се на инсулинска терапија. Бројот на заболени се зголемува и неопходно е да се прават превентивни прегледи и да се подигне свеста кај населението за ризик факторите за појава на дијабетис поврзани со исхраната, физичката неактивност, зголемината телесна тежина и стресот. Компликациите од болеста може да се спрешат со добра контрола на шеќерот во крвта, зголемување на физичката активност, правилен начин на исхрана и соодветна терапија. Инсулинот е хормон кој е потребен да го конвертира шеќерот, скробот и останатата храна во енергија за секојдневниот живот. Бидејќи дијабетичарите имаат проблеми со инсулинот, нивното тело не може да употребува глукоза, шеќер во крвта, за енергија, која се појавува поради зголемување на нивоата на глукоза, хипергликемија, како и евентуално мокрење на шеќер. Како резултат на сево ова, дијабетичарите буквално се неисхранети до смрт. Дијабетесот не е ништо друго освен група од болести на метаболизмот, што резултира со висок крвен притисок во телото на човекот и резултира со послабо производство на инсулин или нереагирање на ќелиите на инсулин. Најчестите симптоми кои водат кон оваа болест се честото мокрење, зголемена жед, зголемен апетит, научно познат како полиурија, полидипсија и полихагија. Дијабетесот треба да се третира соодветно за да се одбегне секој поголем проблем. Послабите компликации вклучуваат хипогликемија, дијабетична кетоацидоза или некетотична хиперсмоларна кома. Подолготрајните компликации вклучуваат кардиоваскуларна болест, хронична болест на бубрезите, како и оштетување на бубрезите. Балансираниот и соодветен третман на дијабетес е од голема важност заедно со контролирањето на тежината на телото, како и крвниот притисок на телото. Исто така, треба да се води едноставен животен стил, како и одбегнување на навиките за пушење, пиење, кои само го зголемуваат проблемот со дијабетесот. Еве, можете да го видите и слушнете прилогот за дијабетес. На некој начин многу работи накусо, се кажа во самиот прилог, значи кои се симптомите, како оди третманот, значи што треба се да се преземе во однос на како да кажам, на регулирање на шеќерот во крвта за да не дојде до понатамошни заболувања и компликации на здравјето кај едно лице со дијабетес. Значи, за оние кои што подоцна се вклучуваат, да зборуваме за проблемите на лицата со дијабетес. Значи, кажавме нешто на почетокот во однос на бројката, кажавме за средбата со министерот на мојот гостин, тоа е Бојан Киров, председател на Сојузот на Здруженија на дијабетичари во Македонија. И сега стигнавме негде до самата состојба, значи така наречена дијабетес или покачен шеќер во крвта. Па Бојан, кажа дека долги години ти е ова секојдневие.
значи стануваш и го почнуваш денот со инсулин и така натаму. Колку долго веќе се соочуваш со оваа состојба и како успеваш сите овие години да го одржуваш тоа ниво, за да не дојде до некое друго заболување, бидејќи, како што можевме да слушнеме, навистина може да направите како други големи нарушувања во нашиот организам. Па јас живеам речи си 40 години, од мојата втора значи, година. Значи, веќе од дете сте го добиле, од така? мои 2 години, тогаш ми е дијагностициран дијабетесот. Значи, некаде при крајот на годинава ќе се навршат 40 години. Како успевам? Успевам на тој начин што најпрвин ги слушам советите што ги даваат ендокринолозите. Така. Тоа е прво и основно за секој човек кој што ќе му биде дијагностициран дијабетес или веќе е дијагностициран како таков. Прво нешто што треба да прави да ги слуша советите што му ги дава неговиот матичен ендокринолог. После тоа понатаму се сведува на она како вие ќе го прифатите како состојба дијабетесот. Така. Јас можам да им препорачам на вашите гледачи дека многу нормално може да се живее со дијабетесот ако се води еден нормален и здрав живот. Покрај терапијата, без оглед дали станува збор за орална таблетарна терапија или за инсулинска терапија, таа е првата и основата за се. Нема прекинување, нема враќање назад, штом се почнало, значи мора да се прифати и понатаму да се оди со таа терапија се додека нели современава медицина не открие нешто ново. Храната и физичката активност се како број 2 и број 3 фактори кои што се многу битни за да се има една добра регулација, за да се има еден нормален живот без оглед што вие имате дијабетес. Така. Јас велам многу пати кога сакам да охрабрам, најчесто овој муабет го правам со родители чии што дечиња им откриле, им дијагностицирале дијабетес и тоа е нормално шок, паника за родителите, како сега баш моево дете, па игли, па боцкање и така натаму. Тоа е многу нормално за секој еден да го преживее таа траума да ја преживее, меѓутоа после тоа се давам себе си за пример дека навистина може да се живее со дијабетесот, не е ништо страшно, тој режим брзо се совладува, мене во текот на денот, да кажеме, за сите тие 4 или 5 боцкања што ги правам ми се потребни се на се 10 минути, значи максимум 2 минути ми треба да проверам шеќер, да искалкулирам колку инсулин, колку храна треба да земам и повеќе од минути и пол, 2 не одзема во животот и понатаму повторно се посветувате на оние секојдневни обврски. Така да пак да се вратиме на вашето прашање. Број 1 е терапијата, редовно земање на терапијата, контролирана исхрана и физичка активност. Сега физичка активност тука малку настанува проблем кај повозрастните луѓе, па велат како сега јас да спортувам на овие години, стар сум и така натаму. Значи секој во рамки на своите можности, секој во рамки на годините, на својата флексибилноста на сопственото тело. Меѓутоа кога се прави таа физичка активност да малку од малку се забрза пулсот на работата на срцето, да почувствувате дека ви се загрева телото, дека се потите на грбот сосема доволно. Не мора тоа да биде професионално занимавање со некој спорт, може да биде и прошетка низ населба таму кај што си живеат нели луѓето, но пак ќе речам малку од малку да дојде до забрзување и тие да бидат ако може секојдневни такви занимавања со физичката активност, ако не барем 2-3 пати во неделата. Така. Ајде уште нешто тука да се обратиме до нашите гледачи, значи ако не следи некој кој што има ваков проблем, значи кој што е на инсулинска терапија или има проблеми со нивото на шеќер во крвта и се соочува можеби со некои проблеми околу набавувањето на инсулин и другите овие нели секојдневни работи кои што им се потребни на лицата со дијабетес, може слободно да ни се јави, да ни се приклучи во разговорот или пак да ни го каже неговото мислење или некоја забелешка. Бојан, може ли малку да ни кажеш нешто околу симптомите на дијабетес, вака, бидејќи не следат луѓе можеби кои што нели немаат некој ваков проблем. Кои се оние симптоми кои што треба да не наведат дека имаме проблем со дијабетесот? Па или со покачен шеќер во крвта? Така, да. За најчестиот симптом кој што нели треба да биде и најсимптоматичен е појавата на жет. Значи многу често пиење на вода. Така. Тоа е
првиот симптом што може да не наведе И или без би некоја требало причина, без и да без јадеме, некоја без да причина. така. Да, значи На тоа е вечер нешто исто што дали? се случува без оглед во кој период од денот или во ноќта, Така. прекумерна потреба за вода, жед, мокрење нормално, Така. како резултат на тоа внесување на таа голема количина на вода во нашиот организам. Тоа е првиот симптом. Вториот симптом кој што може да биде исто алармантен за тоа дека можеби станува збор за диабетес е многу брзо слабење. Значи покрај тоа што човек јаде, интензивно губи од сопствената тежина, тоа е резултат на покачен крвен шеќер, покачено ниво на крвниот шеќер некој подолг период наназад, и како резултат на тоа доаѓа до топење на мастите. Ова се работи кои што нели можеби многу подобро го знаат да го објаснат докторите, меѓутоа ова се симптоми кои што треба да ги знаат нашите гледачи. Јас ова го објаснувам во рамки на моето знаење, она што сум го научил од моите доктори и што сум читал. Така. Значи, ајде малку сега во овој дел од емисијата да поразговараме за Сојузот како нели како еден вид на, како да кажам, на здружение големо кое што ги обединува пак другите здруженија на диабетичари на ниво на цела Македонија, се извинувам. Значи, постои од 70-ти години некаде Сојузот на Не, постои 20 на години. 20 на години, така отприлика. Точно не знам во судската регистрација, искрено немам проверено, ама така отприлика 20 на години постои како Така, односно од 90-та негде, така, да. Вие сте многу скоро сега, значи како председател околу 3 месеци чинам, така? Така, од февруари, крајот на февруари. Имавте негде така избори. Што планирате? Значи во вашата програма што ставивте како приоритет кој што ќе ви биде за да нели овој ваш мандат некако направите нешто за лицата со диабетес? Што ви е приоритетно во вашата програма? За жал, јас како петти председател на овој сојуз, кој што ги обединува сите здруженија, како што кажавте и вие, од цела Македонија. Јас сум председател на најголемиот сојуз или на најголемото здружение на граѓани. Ова го кажувам, велам за жал, затоа што навистина огромна е бројката на луѓе што се диагностицирани со диабетес. Јас сум петти председател по ред, меѓутоа тоа не е ни толку важно. Кои се моите цели? За жал, јас имав некоја друга визија кога ме избраа да бидам председател на овој сојуз, меѓутоа актуелните состојби, актуелните случувања кои што ги имавме, она што за пред малку нели дебатиравме за проблемите, ме насочија и морав малку мојата програма барем за овој период 2017 па и првата половина на 2018 да ја насочам кон регулирање и решавање прво на овие најакутниве проблеми што ги имаме, значи средување со состојбите, со навремена дистрибуција, проверка на квалитети на инсулини, нешто за што искрено мислев дека нема да трошам време, да губам време и енергија, ама едноставно и тоа е неопходно, затоа што кога вие сте сигурни дека да, државата си стои на она што треба да го заврши како своја обврска кон своите граѓани, тогаш имате отворени можности да размислувате за, не знам, проблеми, да решавате проблеми од типот едукација, да спроведувате, која што е многу битна. Прво на самите луѓе, на самите пациенти, но и едукација на оние доктори кои што не име баш субспецијалност ендокринологијата. Сега тоа претпоставам дека во периодов што ни предстои откако ќе се средат овие првични проблеми, ќе можеме да се посветиме малку и на тој тип на активности, правење на едукативни работилници, од типот да ги едуцираме нашиве луѓе, оние кои што имаат диабетес, како се бројат јаглени хидрати, како се дозира. Тука нормално дека тие едукации се во непосредна врска и конекција со нашите доктори. Јас од нив сум го научил тоа, нели? И сега јас сум таков човек и има многу како мене, сакаме тоа знаење да го пренесеме на оние кои што се понови, кои што не се толку навлезени во сопствената состојба, така. Така да тоа се тие некои првични заложби за кои што јас ќе се потрудам да... И секако при крајот на годината да го одбележиме 14 ноември, тоа е светскиот ден на диабетесот, кога
кога нели ќе направиме некое одбележување на тој ден, една сублимација што сме сработиле до каде е Македонија и така ќе видиме. Ќе направиме некоја програма по завршување на летните одмори, ќе се посветиме малку поинтензивно токму на овој настан. Каква е соработката на Сојузот со сите здруженија? Значи, дали тие ви информираат, ви предлагаат можеби некои нивни предлози во однос на на сето ова што вие треба да го координирате како претседател на Сојузот? Како оди соработката? Па воглавном се среќавате ли, имате ли состаноци, ги посетувате ли вие тие или ве посетуваат вас? Барем еднаш во годината се одржува она годишно собрание, тоа е при крај обично околу 14 ноември или веднаш после тоа. Во меѓувреме комуникацијата се одвива нели телефонски, интернет, мејлови и така натаму. Се слушаме доколку во изминатиот период, барем овие неколку месеци откако сум јас на оваа функција, решававме вакви хитни случаеви, нели нема овој инсулин го нема во некој град, па ми се јавуваат претседателот од тоа здружение. Меѓутоа, да, постои таа соработка, се координираме. Еве сега во викендов што предстои пред нас, имаме една работилница во Охрид, каде што исто ќе правиме едукација на сите претседатели и ќе можеме понатаму малку поспремни да настапуваме во сите тие, во реализација на оние програми и активности што се планирани како локално, секое здружение, така и на ниво на Сојузот. Така. Бидејќи кажавте дека е многу важна физичката активност, нели, во однос на одржувањето на нивото на шеќер во крвта, односно за лицата со дијабетес, планирате ли некои можеби спортски надпревари во однос на сите ваши членови кои што се соочуваат нели со оваа состојба? Спортски надпревари, пак ќе речам секој во рамки на своите можности, да кажеме ние секоја година учествуваме, барем наназад едно 4-5 години, имаме активно учество на Скопски маратон. Дали индивидуално, дали под покровителство на некој од здруженијата и Сојузот, претседателот пред мене, доктор Аврам Ванковски, знам дека во една, не знам точно која година беше, 15-та, 14-та, има учествувано со, нели, од секое здружение по неколку учесници, се со цел да се покаже дека дијабетесот не е никаква пречка, па дури и во поодминати години човек да си биде активен, физички активен. Инаку, минатата година, ова морам да го спомнам кога е во прашање спортот, минатата година ние како држава направивме фудбалска репрезентација и учествувавме на Европско првенство во футсал, во мал фудбал, кој што се одвива веќе 5 години поред, почнувајќи од 2012 па навака. Првото се одржало во Украина и од тогаш тргнало наваму секоја година. Значи тоа е буквално учествуваат 16 држави од Европа. Се одвива по сите оние правила на ФИФА и на УЕФА. Ние направивме минатата година репрезентација, учествувавме во Сараево. Таму се одржуваше. Годинава ќе биде во Романија. Исто имаме припреми. Јас од вашава емисија продолжувам на тренинг таму. Тоа е една од нели активностите. Исто така треба да кажам дека имаме многу индивидуалци кои што професионално се занимаваат со спорт. Имаме еден дечко од Струмица, Костадин, кој што е маратонец, ги трча не само скопскиот, туку и многу околниве држави. Бобан Несторовски од моето здружение БУФ е исто така професионален кикбоксер. Јас се занимавам веќе 20 на години, одам по планини, се искачувам по врвови, возам велосипед, маунтбајк. Скопски маратон редовно си земам учество на Скопски маратон и така. Меѓутоа, за се тоа така да функционира, како што вие велите, 40 години веќе, нели, живеете со оваа состојба, би сакала да некако еден совет да поделите со оние кои што можеби, како да кажам, не ги следат оние упатства за кои што вие говорите дека секојдневно треба да бидеш нели дисциплиниран во однос на исхраната, во однос на примањето на инсулинот, таблетарната терапија и така натаму. Има ми се чини многу лица кои што како да кажам, не се толку дисциплинирани, да еден совет да им кажете како сето тоа да го прават во животот за да нели не дојдете до оние други заболувања и компликации за кои што се зборуваше во прилог. Така. Јас пак ќе се навратам на оно што го кажав во текот на емисијава. Прво и основно треба да се слушаат советите што ви ги дава вашиот ендокринолог. Така. Тие ни се
нашите втори родители. Јас така велам за мене затоа што од многу мал сум со дијабетесот. За оние повозрастните луѓе си имаат свој ендокринолог. Значи советот од ендокринологот е на прво место. Единствената разлика помеѓу човек што има дијабетес и некој друг, ајде да го кажеме нормален човек кој што нема заболување, е тоа што ние само треба вештачки да го внесеме овој хормон во текот на денот еднаш, два пати или повеќе пати. Се останато, сите оние навики за здрав живот што важат за сите, важат и за нас. Значи избегнување цигари, алкохол е дозволено апсолутно. Сето тоа да биде во ограничени количини. Јадење масна храна, па ни треба нас и масна храна. Ни треба и благо, нас многу често ни да, апсолутно, значи поготово пациентите што се на инсулинска терапија, ако знаат добро да си ја издозираат терапијата и количината на храна што ја внесуваат, немаат никаков проблем во животот. Вие велите, мислам, ми рековте кога се сретнавме, знам точно колку да внесам денес, например, кој оброк, колку овошје, колку кафе или шеќер, значи како тоа сам како да кажам, го изградивте се за тоа или пак се советувавте со луѓе кои што го знаат? Во соработка со мојот доктор си постои точно скала една. Меѓутоа многу сте дисциплинирани, сакам да кажам, тоа е за почит и за поздрав, така. Дисциплината е основа за се во животот. Тоа не значи дека јас сум оптеретен со мојот дијабетес во текот на денот или во текот на мојот живот, меѓутоа ми влегло во подсвест дека тоа мора да биде така и апсолутно. Го практикувате секојдневно. Да. Има некои правила и принципи од кои што не отстапувам, се придржувам до тоа дека во толку часот треба да примам саба или инсулин, навечер исто така, во текот на денот измеѓу гледам тие временски зони некако да си ги поделам. Так. Ако пречекорите некогаш било што од она што не смеете? Боже мој, се случува и тоа, значи си дозволувам некогаш и да се прејадам. Тука е пенкалцето, инсулин, еве го на масата стои, може да го гледате. Потоа со инсулинот го регулирате се? Апсолутно, да. Добро. Бојан, нешто друго да ни кажеш? Јас можеби не успеав да спомнам во однос на некои планови или пак во однос на она што го планирате со новото раководство на Министерството за здравство. Јас уште еднаш би ја искористил приликата овдека од вашава куќа да му се заблагодарам на министерот што ни ја укажа, ни ја даде можноста ние како Сдружение на како сојуз на сите здруженија први да имаме средба со него во неговиот кабинет и да му ги изложиме актуелните проблеми со кои што се соочуваат луѓето што имаат дијабетес. Морам да ја искажам мојата благодарност затоа што навистина бевме примени многу човечки, многу разбрано од страна на министерот, што досега буквално Добро, предходно не можевте да остварите средба? Предходно немавме. Имавте барања до претходниот министер? Имавме барања до претходниот министер. Не знам дали... Никогаш не сакаше да ве прими? Па, за жал да. Немавме одговор на ниедно од тие поднесени барања. Нели нормално реално имавте проблем? Имавме проблем, чувствувавме потреба дека треба и нему да му ги изнесеме проблемите. Еве, сега има нов министер, барем на почетокот многу да се надеваме дека така ќе остане. Имаме надеж и да, се надевам дека тоа само ќе продолжи во една позитивна соработка. Јас ви посакувам да биде така и се надевам дека нели вие како прв човек на Сојузот на сите здруженија нели на дијабетичари во Македонија ќе успеете сите овие, како да кажам, недостатоци во однос на вашето секојдневно функционирање и потребите од овие нели работи за кои што говоревме, ќе бидат на она ниво на кое што треба да бидат и во однос на квалитетот, нели, во однос на сите оние пропратни работи кои што вам ви се потребни. Ти посакувам исто многу успех во овој мандат во кој што нели треба да бидеш на челото на Сојузот, да успееш да барем, како да кажам, да го подобриш животот на лицето со дијабетес. Јас ви благодарам прво за поканата овдека да гостувам во вашето студио. Наистина многу пријатен амбиент, вистинско задоволство е со вас да се разговара. Во поглед на тоа за мојот мандат и желбите што го ми посакавте, се надевам дека ќе успеам нешто да направам. Сега јас пак ќе речам дојдов во еден многу незгоден период, меѓутоа ајде
се врви во животот, Така, се се да бидеме менува, оптимисти. да, мораме да бидеме оптимисти, така да се надевам дека брзо ќе ги надминеме овие проблеми и дека потоа ќе можеме да се фокусираме баш на оние работи кои што Вистинските, така. ќе ни овозможат навистина еден релаксиран живот и дека дијабетесот уствари не представува никаков проблем во животот, ако нели како што рековме, знаете добро, имате убава квалитетна терапија, помагала, пропратни и да знаете тоа убаво да го искоординирате. И вака како за крај, значи и јас би сакала, би било добро и вие да упатите апел до сите оние кои што се нели дел од оваа целна група, а и до сите оние кои што нели треба да ги забележат овие симптоми кои што ги посочивте, или пак едноставно е само можете да си проверите нели крвна слика барем еднаш или два пати во годината за да знаете каква е состојбата на вашиот шеќер, а пак оние кои што веќе се соочуваат нели со покачениот шеќер, на вистина еве пример е Бојан дека треба да се биде многу дисциплиниран и во секојдневието да не се заборава терапијата, да не се заборава нели примањето на инсулин, се со цел да се одржи на едно нормално ниво шеќерот во крвта, за да не дојде до оние други компликации за кои што говоревме, односно за кои што можете да слушнете во прилогот. Бојан, можеш и ти еве како за крај да упатиш еден апел, јас нешто кажав, дополниме или повториме што Јас ти е желба. ќе им апелирам на вашите гледачи да си се придржуваат до терапијата што им ја препишал нивниот доктор ендокринолог, да внимаваат што јадат, можат да јадат се, ајде да не бидам ја толку строг, нели? Да не толку Само тоа да биде во одредени количини, така. апсолутно така, да. Јадете по често, по малку, бидете физички активни и тоа е клучот за еден убав живот. Бојан, ти благодарам еве уште еднаш и секако ние остануваме во комуникација да следиме нели што се случува со состојбите кај нас во здравството, поконкретно еве за овој ваш проблем, па ако има некои нови моменти нели или нови некои случувања, средби со министерот за нели да видиме како ќе работите, сад навистина дали ќе има подобрување, ќе се видиме во некое следно издание на ваш термин. Ти благодарам. Ви благодарам и вас, ми беше навистина задоволство. Почитувани мои, тука некаде и јас ќе ве поздравам за денес. Се надевам дека денес малку од еден поинаков аспект говоревме за проблемите во здравството, односно директно со првиот човек на Сојузот на Сдруженијата на дијабетичари во Македонија, значи го изложи сето она што го имаше да го каже. Меѓутоа, секако ние се гледаме повторно за 7 дена во исто време, веќе од сега можам и да ви најавам, ќе говориме за сколиозата, интересна тема која што на вистина исто така е многу чест проблем кај нас. Ве поздравувам, ви посакувам пријатен остаток од денот. Ви останете понатаму на нашата фреквенција бидејќи следува централното издание на Дневникот.